Дневник на Канал Плюс телевизија, добро вечер. Започнуваме со најава на делот содржините кои ќе следат. Денес беше првиот ден од екстерното тестирање на учениците во основните и средните училишта. Во источниот регион, екстерното тестирање се реализираше без проблеми. Мрежата за рурален развој ќе организира едукативни работилници во повеќе региони на државата за превенцијата, но и опасноста од болеста јазлеста кожа. Македонска каменица се подготвува за јубилејно славење на рудникот Саса, 50 години работа, 10 години од рестартирањето. Рудникот Саса е меѓу првите 10 неуспешни компании во државата. Денес започна екстерното тестирање на учениците во основните и средните училишта. 178.648 ученици од денес до сабота ќе полагаат 2 екстерни предмети, а резултатите ќе бидат познати на 17 јуни. Во источниот регион екстерното тестирање се реализираше без проблеми. Еве како помина екстерното во двете најголеми средни училишта во Штип. Пробеа 314 ученика за полагање. Во првиот дел немаме одсутни ученици, некои поради оправдани причини, имаме некои кои полагаат класен испит, тие немаат право да полагаат. Така да, сконцентрирано е екстерното оценување во 2 дена. Минатата година и предминатата беше во 3 дена. Едниот предмет се полагаше, додека сега во 2 дена, затоа од 2 во 3 термина продолжив. И помине во најдобре. Во денешниот термин се опфатени вкупно 620 ученици од прва, втора и трета година гимназиско образование. Тестирањето започна во 9:30 часот. Немавме никакви технички проблеми со оглед на фактот дека активот по информатика успешно ја подготви целокупната опрема и немавме никакви проблеми во реализирањето на тестирањето. Екстерното тестирање во основните и средните училишта во општините Делчево, Берово и Пехчево започна навреме и се одвиваше без проблеми. Навреме, без одстапување и без проблеми, денес започна екстерното тестирање во средните и основните училишта во општините Делчево, Пехчево и Берово. Целата постапка почна на време, учениците веќе се најавија, процесот на тестирање веќе тече. Инаку денеска кај нас во Централното училиште се тестираат 362 ученика по различни предмети по случајен избор, нормално определени од Државен испитен центар. Од подрачните училишта подоцна ни доаѓаат 6 ученика од подрачно училиште од село Габрово и 17 ученика од село Звекор. Опфатени се 323 ученика денес на 7 и истите тие 323 ученика со вториот предмет на 10. Тестирањето се одвива во 4 групи, така што денес започна со тестирање прво најмалите од 4-то деление. Се тече во најдобар ред, децата се најавуваат успешно, го решаваат тестот и се одјавуваат. И најмалите учениците од 4-то одделение кои за прв пат полагаат екстерно, велат дека без проблеми го решиле денешниот прв предмет. Ние сме 4-то одделение и прв пат полагаме екстерно. Кој предмет го полагаше ти? Природни науки. Тешко ли беше? Не. Сите ли прашања ги реши? Да. Тебе тешко ли ти беше? Не. Сите прашања ги реши? Да. Дали имаше некои прашања кои што тебе ти се не јасни? Не. Кажи ми кој одделение си? 4-то. Прв пат ли полагаш екстерно? Да. И дали ти беше тешко? Не. Какви беа прашања? Лесно. Во средното општинско училиште Методи Митевски Брицо во Делчево денес прв предмет полагаат 307 ученика од прва до трета година во 5 термини. Во општинското средно училиште Ацо Русковски во Берово екстерно тестирање денес полагаат 352 средношколци. Во основното општинско училиште Дедо Илјо Малешевски во Берово денес се тестираа 564 ученици, во кои се вклучени и учениците од подрачните училишта од Двориште, Ратево, Владимирово, Смојмирово, Мачево, Будинарци и Митрашинци, а во основното општинско училиште Никола Петров Русински се опфатени 94 ученика. Во основното општинско училиште Ванчо Киданов во Пехчево денес прв екстерен предмет полагаат 218 ученика, заедно со подрачните училишта. Вториот предмет учениците од основните и средните училишта од Делчево, Пехчево и Берово ќе го полагаат на 10 јуни.
А додека се спроведуваше екстерното во средните и основни училишта, кривични пријави против 8 вработени на економскиот факултет на УКИМ на возраст од 29 до 65 години поднесе Министерството за внатрешни работи до основното јавно обвинителство. 6 универзитетски професори, еден демонстратор и собственик на бифето на факултетот. Тие се товарат дека сториле повеќе коруптивни кривични дела, како примање подкуп, примање награда за противзаконито влијание и давање подкуп. Според документираните сознанија, пријавените во 2015 и 2016 година заради стекнување противправна имотна корист ја искористиле својата службена положба на начин што од студенти на економскиот факултет Скопје директно или индиректно барале парични средства за во рамки на своите службени овластувања да извршат дејства што не би смееле да ги извршат, односно да им овозможат да се стекнат со преодна оценка по предметите кои тие ги предаваат, без притоа студентите да покажат соодветно знаење, соопшти денес министерот за внатрешни работи Митко Чавков. Обезбедени се докази дека осомничените во повеќе случаи побарале различни суми од студентите, кои се движеле од 500 до 1000 евра, а за возраст им пишувале оценки кои тие не ги заслужувале. Документирани биле и случаи во кои оценки добиле студенти кои немале право да полагаат или воопшто не го пријавиле испитот во сесијата. Најчесто се работи за студенти во прва година на студиите од економскиот факултет. Осомничените имале разработена шема, па во некои случаи собственикот на бифето ги земал парите за подкуп од студентите и ги давал на асистентот, кој па ги придавал на професорите со цел во индексите тие да напишат преодна оценка 6. Продолжуваме со случувањата на истокот. Во клиничката болница во Штип пристигна донација од шведска хуманитарна организација. Донацијата вредна 300.000 евра се состои од апаратура и медицински материјали. Во Штипската клиничка болница шведска хуманитарна организација денес донираше комбинирана медицинска опрема, апаратура и медицински материјал. Опремата е во вредност од 300.000 евра и ќе биде распределена во повеќе одделенија кои имаат потреба од посовремени медицински помагала. Повеќе би ги издвоил поголемите апарати како што е анестезиолошкиот апарат Datex Omega, што е еден квалитетен апарат за анестезиолозите кој што ќе биде веднаш искористен, ултразвук од Siemens, значи станува збор за ултразвук кој што го планираме на ортопедското одделение, во амбулантата кај што најчесто ги гледаме, значи дечињата со проблеми на кукчињата, станува збор за вакуум аспиратори, станува збор за куинска опрема. Во главном поголемиот дел од помошта е за клиничка болница Штип, делумно, колку што сме информирани, за специјалното одделение Искле, како и дел ќе биде предвидено и за клиничката болница во Битол. Ова е прва донација за клиничката болница од страна на хуманитарната организација Hand со седиште во Шведска, чија главна цел е помош со медицинска опрема на оние здравствени институции кои имаат потреба. Ова го правиме со задоволство, ради тоа што потребата е голема. Александар е тој што потикна како член во нашата организација, ја потикна потребата за клиничката болница во Штип и така да се надевам дека ќе можеме и понатаму да носиме потребни апарати за во болницата. Општина Штип од неодамна воспостави контакт со оваа организација и по изготвувањето на потребната документација веднаш се пристапи на испорака на првата од трите донации. По извесен период успеавме да ги обезбедиме сите потребни технички документи, сите дозволи кои овозможија сета оваа донација успешно да се реализира. Знаејќи ја и познавајќи госпоѓа Марија, знам и ветувам дека ова нема да биде единствена инвестиција. Пред 3 месеци во клиничката болница во Штип на 20 тони медицинска опрема, лекарства и помошни средства за пациентите во вредност од 300.000 евра донираше австриската хуманитарна организација Хилкоде. Во Кочани потпишан договор за нови форуми во заедницата. Општината договорот го потпиша со Швајцарската агенција за развој и соработка, а ќе се реализира од септември до февруари идната година. Општина Кочани го потпиша договорот со Швајцарската агенција за развој и соработка преку амбасадата на Швајцарската конфедерација за програмата Форуми во заедницата, што ќе се реализира во Кочани од септември до февруари идната година. Со оваа програма општина Кочани добива 825.000 денари наменети за организирање форуми кои представуваат поддршка на општините и вклучување на граѓаните во донесувањето одлуки на локално ниво.
Тоа значи вклучување на граѓанската заедница како што имаше во општината и досега. Вклучувањето на граѓаните во форумите ја означува комуникацијата со нив, како и транспарентноста во работењето. Од општината ги поканија сите граѓани да се вклучат во форумите, за да може буџетот за 2017 година што потранспарентно да се донесе. На форумите граѓаните учествуваат давајќи бројни предлози за приоритетните проекти, од кои потоа дел се реализираат. Во изминатите години Кочани реализираше неколку значајни проекти во сферата на инфраструктурата, водоснабдувањето и комуналното уредување. Со следниот прилог одиме во Виница. Ова општина со буџет од 4 милиони динари работи на канализација, поплочување и уредување на центарот на село Градец, а најавено е асфалтирање на една од подолгите улици во ова населено место. Природната местоположба на Виничко Градец бара квалитетна инфраструктура со која ќе се надградува атрактивниот видик кон локацијата на ова населено место. Со 1300 жители и околу 320 куќи, селото се уште има приоритети за решавање кои се предуслов за секојдневно функционирање на селаните. Миграција има, но има и нови градбиџи и собственици бараат асфалт, канализација и соодветно уредување, зашто општина Виница согласно можностите веќе презема одредени зафати. Селото Градец е едно од поголемите села во општина Виница, така да ова година ќе финансираме неколку проекти во ова населено место. Во моментот се работи на 2 крака фекална канализација од буџетот на општина Виница во вредност од 1,5 милиони денари. Потоа продолжуваме и во тек се работите на поплочување на центарот на селото, а во август, септември ќе се асфалтира најдолгата улица во селото, односно во горното мало во селото. Вкупните активности што ќе бидат оваа година во село Градец ќе бидат во вкупна вредност некаде околу 4 милиони денари. Посебен белег на село Градец е новоизградената црква која континуирано се уредува во пресред на патронот Илинден, а покрај камбанарија се подготвува и нова крштелна. Имаме моментално изградба на доградба на магазински простор. Средствата са има помош од местна заедница и од населението, соберени средства и од црквата, што нешто што помага. Инаку село Градец беше единственото во Виничко кое до пред неколку години ги чуваше само остатоците од турската џамија. Немаше свој православен храм, а од некогашното 100% турско население на овие простори, сега тука обстанува само една турска фамилија. Јазлестата кожа создаде оправдана загриженост кај одгледувачите на добиток. Стравот е оправдан ако се знае дека ова заболување може да предизвика огромни економски штети, доколку не се преземат мерки за нејзино сузбивање. Со цел поблиско запознавање на сточарите, мрежата за рурален развој ќе организира едукативни работилници во повеќе региони на државата. Проблемот со јазлестата кожа кај добитокот ги мобилизира надлежните за преземање на повеќе мерки со цел на сточарите да им се укаже на причините, појавата и начините за сузбивање на ова заболување, кое може да предизвика огромни штети кај крупниот добиток. За таа цел, мрежата за рурален развој започна со едукативни работилници во повеќе региони во Македонија. Нашата организација презема низа активности со цел подобро да ги информира и советниците на Агенцијата за поддршка и развој на земјоделството, но и сточарите во Република Македонија за тоа како да ја препознаат оваа болест и како да се справат со неа, односно кои превентивни мерки треба да ги преземат за да се спречи нејзиното ширење. За таа цел, во соработка со Агенцијата за храна и ветеринарство, проектот изработи постери, информативни постери и лифлети во кои што детално се информира за причинителот на болеста, потоа за превентивните мерки кои што може да се преземат и што понатаму да се работи доколку се појави оваа болест. Причина за појавата на јазлестата кожа се инсектите. Болеста е со тешки последици кај заболеното животно. Станува збор за вирусно заболување кај едриот добиток, значи кај говедата. Пренесувачи вектори на болеста се сите инсекти кои што цицаат крв.
значи комарци, муви, болви, карлежи. Имаме прво покачување на инкубацијскиот период е од 14 до 20 дена. Најпрво имаме покачување на внатрешната телесна температура кај животните, појава на лезии по кожата, значи како чворови, во вид на чворови. Од гледна точка на тоа, значи колку е опасна болеста, станува збор за болест која што нанесува економски штети на сточарството кај нас. Значи, доколку имаме крава која е веќе заболена од чвореста кожа, никогаш таа крава повеќе нема да се врати на претходните параметри на продуктивност. На информативните средби и предавања ќе одржи професор доктор Методи Трајчев, а ќе присуствуваат и инспектори од Агенцијата за храна и ветеринарство, на кои учесниците ќе можат да им се обратат со конкретни прашања. За сточарите од источниот регион ваква средба ќе се одржи на 10 јуни во Кочани, на која ќе присуствуваат одгледувачи на добиток од градот домаќин, потоа Виница, Штип и Делчево. Инаку поради појавата на јазлеста кожа и понатаму се затворени добиточните пазари во државата. Денес не работеше ниту добиточниот пазар во Облешево, иако пред влезот на пазарот беа паркирани и натоварени неколку возила со добиток за продажба. Студентите од одделот за етнокореологија и од одделот за джез студии при Универзитетот Гоце Делчев во класата на магистар Горанчо Ангелов ќе одржат годишен концерт. Концертот ќе го изведе оркестарот на традиционални инструменти при УГД утре во 19 часот на платото пред Музичката академија на УГД. Ги повикувам нашите сограѓани, оние кои што ја ценат и ја сакаат и ја почитуваат традиционалната музика, изворната музика, она па што ние се разликуваме од другите, нека повелат, почетокот е во 19:00 часот. Ќе настапат студентите од катедрата за етнокореологија и студенти кои што студираат на джез одделот, меѓутоа кај мене изучуваат традиционални инструменти кавал, гајда и тамбура, дел од нив, не сите нормално. Ќе исполниме инструментални и вокални композиции, неколку убави стари песни, така народ ги вика стари, и многу пати зборувам и ќе повторам, она старото ако не се возобновува, може да се позаборави, а со секое нејзино повторно интерпретирање, дали инструментално или вокално, ние го продолжуваме векот на овие песни и ора. Финишираат подготовките за големиот концерт на 10 јуни на плоштадот во Македонска каменица по повод 10 години од рестартирањето на рудникот Саса и половина век од работата на рудникот. Општината се подготвува и за традиционалната манифестација Бабина баница во село Цера. Се е подготвено за двата големи настани кои на 10 и 12 јуни ќе се одржат во Македонска каменица. Во петок по повод 10 годишнината од рестартирањето на рудник Саса, ексклузивни концерти ќе одржат Каролина и Љубојна. По повод 10 годишнината од рестартирањето на рудникот Саса се организира концерт на градскиот плоштад кој што е за сите граѓани од општината и од регионот. Тоа е концерт на балканската звезда Каролина и на нашиот бенд Љубојна. Очекуваме дека ќе имаме присуство од сите граѓани на општината, но и од регионот. Очекуваме една добра забава со оваа прослава, но и со низа други активности кои што ќе ги спроведу во рудникот Саса. Сакаме да одбележиме еден јубилеј, но сепак и ова да биде основа за понатамосно успешно функционирање на рудникот. На 12 јуни пак кај манастирско-туристичкиот комплекс Еленец во селото Цера ќе се одржи петата поред манифестација Бабина баница. Традиционално организираме оваа манифестација Бабина баница, која што организираме заедно со Сдруженијето на пензионери и со нашиот културно-информативен центар. Ова што е специфично е заради тоа што таму имаме покрај културно-забавната програма на која што имаме фолклорна ревија на која што учествуваат познати културно-уметнички друштва, но и издруженија на пензионери со нивна програма. Покрај тоа имаме подготвување на баница на традиционален начин, која што на тоа место се подготвува, се пече, има комисија која што ја наградува. Оваа година што ќе биде ново е тоа што веќе имаме покането издружение на пензионери и од соседните републики, тоа е од Република Бугарија, веќе од една општина имаме потврдено, очекуваме потврди од Република Србија, така да веќе оваа манифестација Бабина баница ќе добие меѓународен карактер. Инаку концертот кој во петок ќе се одржи по повод 10 годишнината од рестартирањето на рудник Саса ќе биде збогатен со настап на една од најпознатите македонски водителки Маријана Станојковска, како и учеството на локалниот бенд Реплей.
Најмалку 5 лица загина и 2 се потешко повредени во пожар кој избувна во зграда во центарот на Сант Дени крај Париз, пренесува МИА. Покрај двете потешко повредени лица има уште 7 други полесно повредени, од кои тројца се пожарникари. 5 жртви беа пронајдени во жариштето на пожарот, откако тој беше изгаснат. Зградата беше висока 4 катови и подот на четвртиот за време на пожарот се урнал врз третиот. Пожарот избувнал околу 19 часот и 30 минути и тој бил ставен под контрола околу 22 часот и 30 минути. Причините за пожарот не се познати. Гувернерот на Флорида Рик Скот вчера прогласи вонредна состојба во државата заради тропската бура Колин, која е проследена со порани дождови и силни ветрови, пренесу американските медиуми. Во районот на заливот Тампа приближно 7600 домаќинства останаа без електрична енергија. Многу патишта се поплавени. Затворени се училиштата во најмалку еден округ. Властите делат вреќи со песок за жителите да креват насипи пред своите куќи против очекуваните поплави. Гувернерот нареди во состојба на зголемена готовност да се стават околу 6000 резервисти од Националната гарда. Предупредување за тропска бура е прогласено исто така и во државите Џорџија и Јужна Каролина. Претендентот за председателски кандидат на Демократската партија Хилари Клинтон победи на внатрепартиските избори во Порто Рико, пренесува светските агенции. CNN и NBC јавија за победата на поранешниот американски државен секретар 6 часа по затворањето на избирачките места на ова американска територија, кој учествува на првичните партиски избори, но не и на председателските. Според резултатите од пребројувањето на гласачкиот материјал на 22% од избирачките места, Клинтон освоила 64% од гласовите наспроти 35% за вториот претендент за председателската кандидатура на Демократската партија Берни Сандерс. Пред распределбата на 67-те пратеници од Порто Рико, Клинтон имаше потреба само од околу 60 пратеници за да ги достигне неопходните 2383 делегати, со кои ќе освои кандидатурата на својата партија. Сега неа и требаат помалку од 30 делегати, посочуваат американските медиуми. Откако имаше неколку повреди на грбот и коленат, Роџер Федерер годинава зеде учество на само неколку турнири. Сега, откако овие повреди се минат, поранешниот светски рекет број 1 е подготвен да им се врати на тениските турнири. Турнирот во Штутгарт ќе биде оној на кој Федерер ќе го има својот камбек, кој што воедно ќе му служи како подготовка за најспектакуларниот Гренслем турнир на Трева Вимблдон. Се чувствувам многу подобро, немам веќе болки во грбот и колената и можам да го дадам максимумот од себе. Мислам дека направи вистински потек кога одлучив да го пропуштам Ролан Гарос. Едноставно не сакав да ја влошам повредата. Морав да мислам и на остатокот од сезоната, но и на мојата кариера. Возбуден сум за својот прв настап на Трева, вели меѓу другото Федерер. Инаку од 27 јуни Роџер Федерер ќе ја започне борбата за 8-миот свој трофеј од престижниот турнир на островот. Аргентина триумфално го започна во годинешниот настап на Копа Америка, славејќи во пресметката со силната селекција на Чиле со 2:1. Победата е уште позначајна ако се има предвид фактот дека оваа репрезентација играше без помошта на Лео Меси, кој поради повреда го следеше надпреварот од клупата за резерви. Во негово отсуство лидер на аргентинскиот национален тим беше Анхел Ди Марија, кој што го постигна првиот погодок, а воедно беше асистент на вториот гол за својата селекција, гол кој го постигна Банега. До крајот на овој надпревар Чили успеа само да го ублажи поразот со погодокот на резервистот Фуензалида во 90-та минута. Ова беа сите вести предвидени за ова издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна вечер со програмата на Канал Плюс телевизија.